Социјалдемократите исклучително задоволни од вчерашниот собир пред владата. 50.000 луѓе за нив се повеќе од доволен аргумент дека актуелната власт паѓа и прашање е на ден кога ќе се замине. Тврдат дека и покрај сите притисоци, заплашување, закани и обструкции, 30.000 луѓе дошло до натрешноста, а 20.000 од главниот град. СДСМ ќе продолжи понатаму да работи напорно, организационо и програмски на зголемување на довербата на граѓаните. Вчера започна процесот на делегитимирање на власта на Груевски и ВМРО-ДПМН. Започна нашата битка за предвремени избори првиот ден после самитот на НАТО алијансата во ноември. Наспроти ова, Груевски уште еднаш повтори дека не планира предвремени избори. Посетеноста на митингот на премиерот му се видела скромна. Заедно со коалицијските партнери денеска изброија најмногу 8.500 митингувачи. За лидерот на ВМРО-ДПМН Црвенковски личел како во 2002 година и е политичар кој според него неповратно заминува во историјата. Не слушнавме ништо ново, тоа е најважно. Не слушнавме ништо ново од господинот Црвенковски, значи нема понуда на решенија. Имаше само пукање, обвинувања, критики, напади, лични дисквалификации, меѓутоа не видовме некое решение да понуди и тој во голема мера наликува на оној говор негов од 2002 година. И спикерот Велјановски денеска се огласи за изборите. Вели чекал најавите од СДСМ за предвремени избори да ги добие во форма на предлог и ќе закажел вонредна седница да се расправа за него. Црвенковски доцна синоќа пак го обвини Груевски за криминал и грабеж на државата и му порача дека правдата ќе го стигне. Сакам јасно пред овој народ и во име на овој народ да порачам за овој криминал, за овој грабеж, за ова предавство под маската на лажен патриотизам ќе одговарате. Правдата ќе ве стигне, ви гарантирам. Груевски и ВМРО-ДПМН според Црвенковски ја уназадили демократијата и човековите права, ја уништиле македонската економија и ги блокирале евроатлантските интеграции. Поради ова, рече лидерот на СДСМ, Македонија не на крстопат, сега се наоѓа во ќорсокак. Сакам јасно пред овој народ